Керим, прв пат останавме насамо откако замина синен. Ама ти уста не отвораш. Мислиш дека јас сум виновна за неговото заминување, така ли? Не мислам такво нешто, Несрин. Само многу се растажив поради заминувањето на мојот син. Згора на тоа знаеш дека замина и ми беше лут. Сакам да те замолам нешто. Може ли да не се гледаме неколку дена? Зошто? Не сакам да привлекувам внимание овој период, Несрин. Те молам, покажи разбирање кон мене. Несрин. Имам друг избор освен да кажам во ред, така ли? Во ред. Здраво, господја Фатма. Здраво, јас доаѓав кај вас. Господја Фатма има купец за куќата. Несени пазаре, а веднаш сакаат да ја купат. Што велиш? Ајде продаја веднаш тогаш. А го убедивте ли вие, Джем? Не го убедив, ама јас ќе го убедам, ти не грижи се. Ама купецот нема да чека, итно им треба куќа. Инаку ќе мора да им покажам друга. Што да правиме тогаш? Тогаш чека, јас ќе ти се јавам, ќе го убедам јас сигурно него. Добро, ќе му кажем на купецот да чека до утре. Добро, ајде со здравје. Чувајте се, ајде, довидување. Со здравје, ајде со убаво. Тоа не ми забележуваш што задоцнив, извини на вистина. Ама носев еден патник и знаеш каков е сообраќајот. Катастрофа е. Не е никаков проблем, Джем. И така гледката е приубава што ја се занесов во неа. Значи да не дојдев, немаше да има проблем. Не сакав така да кажам. Добро, сватив јас. Јас навистина не сакав така да кажам. Се шегувам, се шегувам. Навистина? Да. Најмногу од се плашам да не сум погрешно разбрана. Од памет ми извади, бе. Веројатно, никој не може да знае подобро од мене што значи луѓето погрешно да те разберат или погрешно да те запознаат. Поради Несрин и Фатма, твоето семејство има толку лошо мислење за мене. Јас знам каков човек си, Джем. Ти ниту мравка не би згазнал. Видов и дека ни пари не те интересираат. Ти си искрена и добра личност. Ми вети вечера, се сеќаваш ли? Чекај малку сега. Како само ја смени темата одеднаш? Не заборавив јас. Ако сакаш, може и вечерва да дојдеш. Не сакав тоа така да го кажам. Во ред, но јас сакав тоа да го кажам. Што не дојдеш вечер кај мене? Добро, може. Добро, тогаш се договоривме. Договорени сме. Ама сепак, ова јас ќе разберам. Ќе разберам ако ти е непријатно, јас сум сепак уште неженет и ти е... Ако во тебе нема некој Ханибал, тогаш не е проблем. Тогаш треба да го испразнам јас сладилникот за да има место да те пикнеме и тебе. Како тоа така? Се шегувам. Патем, имам големо изненадување за тебе. Што е?
Изненадување. Сега не кажувам. Ма кажи сега, љубопитна сум. Изненадување. Не може, ќе се изгуби. Добро, дајде, не кажувај. Само толку ќе кажам. Страшно нешто. Ама, Многу ќе се израдуваш. тогаш што побремо нека дојде вечерата. Куќата ми е буквално хаос. Мора веднаш да исчистам. Акиф. Зарно некај господјо Фатма. Зарно, некај зарно. А што е, нели, ќе го убедуваш Джем да ја продаде куќата? Нема ни трага ни глас од тебе, буквално исчезна. Ти го исполнили твојот дел од договорот, па сега си застанала да изборуваш како да бараш од мене да ти полагам сметка. На крајот ти го доби тоа што го сакаше, така ли? Господе Боже, со свој раце го заработив. Ти да не ми го подари. Слушај што ќе ти кажам. На крајот на краиштата, дали двајцата го мразиме Джем? Го мразиме. Јас полудувам, овој Джем спокојно се живее во куќата што ми остана од мажот, ме разбираш? Немој да мислиш дека јас сум среќен што го гледам Джем пред носот секој ден. Па добро, ете, и ти го мразиш Джем, и јас го мразам Джем, и јас не сакам да го гледам во куќата, ти не сакаш да го гледаш во малото, проста работа. Човек треба се плаши од вас две, мајка и ќерка, многу сте опасни. Кутриот Хикмет, колку бил наивен тој покрај вас. Не току треска зелени. Види, како веднаш полудуваш кога ќе ти стапнам на нервот. Поште сега празни муабет и току кажи ми дали ќе средиш или не, ќе ми помогнеш ли? Слушај, ако ми помогнеш се колнам, Акиф, ако се продаде куќата, дел ќе ти дадам, ти ветувам. Кога ќе ми дадеш дел, тогаш ќе направиме нешто. Веднаш направи, Акиф, имам купец за куќата, побрзај. Ајде, ова не се работи кои се средуваат преку ноќ, господјо Фатма. Добро, е во ред, јас морам итно да заминам, но ќе чекам вести од тебе, добро ли? Ајде. Ајде со здравје. Ајде. Боже, што сте вие, бре? Керим пак замина без тебе. Изгледа не е многу навикнат да користи возач, гледам. Не знам, без бато Хикмет не одеше никаде. Тој никогаш не останал вака како тебе. Повеќе од неколку дена. Што се обидуваш да ми кажеш? Може би велам, господин Керим не те прифатил баш најдобро и поради тоа сам управува со автомобилот. Мехмет, не ти се допаѓам, нели? Кога и да излезам пред тебе зборуваш вака без врска, каде и да ја свртам главата на секаде тебе те гледам некако. Значи дека секогаш стоиш на места каде што можам да те видам. Кога и да те видам или си покрај Несрин, или седиш пред помошната куќа. А тебе ли ќе те прашам каде треба да стојам, Мехмет? А? Знам дека не се простува тоа што го направив. Ама јас се покајав. Уште во моментот кога те оставив. Знаеш ли колку тешко помина 18 години? Моите 18 години поминаа прекрасно. Дори ако сакаш, можам ден по ден да ти ги раскажам сите тие многу убави години. Особено последните неколку. Ти ми го зеде животот од раце. Го направи тоа за сопствена корист. Ако не му родеше син, ке то ставеше машти, така ли? Селда,
Добро ли си? Веќе неколку дена постојано си замислена. Добра сум, мамо, но малку сум уморна од се. И ме растажува отсуството на Берен и Синан. Синан си заминал од на татко му. Дали разговараше со него откако си замина? Разговарав. И со Берен и со Синан. Берен ми звучеше многу подобро. Присуството на Синан очигледно и годело. Штом се добро, остави ги нека бидат заедно. Нека не се враќа Синан веднаш. Зарем не треба и ти веќе да почнеш да се занимаваш со куќава? Порано од време на време ќе влезеше во кујната, сега ништо не правиш. Никој веќе не го интересира дали ќе готвам или не. И онека сакаат сите да јадат од јадењата на Емина. Всушност никој веќе не ни остана дома. Ќерко, ти се растура семејството секој на своја страна, Фати. Барем потруди се да ги задржиш оние што останаа тука. Знаеш ли што велам? Ајде вечерва да подготвиме една убава трпеза како во старите денови да бидеме сите заедно. Но Керим вечерва нема да биде дома. Тогаш да одложиме за утре. Или наутро да одиме некаде на семеен појадок, да бидеме заедно. Мамо, зошто толку се трудиш да бидеме сите заедно? Ние и онака сме заедно секогаш. Зарем ти ова го нарекуваш заедно? Никој не останува, Керко. Керим ниту на вечера не доаѓа како што треба. Берен ја нема, Синан го нема, тебе и онака воопшто те нема. Мамо, јас имам работа во здруженијето. Што зборувам јас, а ти што зборуваш? Во ред, нека биде како што сакаш. Сите во свој свет. Барем да излеза малку на воздух. Нека е со лесно. Благодарам. Ај, минема. Знаеш ли што се случи? Денес отидов на гробиштата и знаеш ли кој видов таму? Кого? Ипек. Ипек ли? Ипек, умрела мајката на Ипек. Да, еше умрела. Мамо, што се случи? Несрин, мајка и на Ипек умрела. Кога се случило тоа? Што знам, веројатно пред 2 дена умрела во сообраќајна несреќа. Многу ми падна жал. Отидов и се помолив за жената. Да не отиде во малото ти. Отидов кај агентот за недвижности. Што се случи, Емина? Господјо Селда! Мајката на Ипек! Умрела, да еше. Фатма ми кажа. Фатма била на гробишта и ја видела Ипек таму. Нема што да се прави, Герко. Ми личеше на напатена женичка, офлеле кутрата. Така, и мене ми е многу жал, ама... Мамо, ние сега треба да мислиме на себе, мамички моја, да знаеш. Што значи тоа, девојко? Мамо, откако замина Синан, Керим е многу загрижен. И денес чудно се однесуваше со мене, се плашам да не се оддалечи од мене. Девојко, човекот да не го искористи одењето на Синан како изговор за да те напушти. Види, Несрин, види. Види, се колнам, ќе ја срушам куќава, да знаеш. Мамо, полека малку. Ке дојдат сега Емина и Џуна и ти ке се посрамотиме.
Ама јас ти реков да не правиш се што сакаше човекот, да не правиш што и да посакаше, ти веднаш скокаше. Мамо, немој да се покајам заради тоа што ти кажав, те молам. Ајде, ма во 100 години еднаш те молам, Зенеп, не ме одбивај. Ама Джем, не можам да барам дозвола. Згора не се ме викаш да ти чистам куќата. Не за да чистиш, туку за да ми помогнеш, заедно ќе чистиме. Слушај, вечер имам гости, а куќата е хаос, Зенеп. Жими се ќе се посрамотам. Бато кило домати, кило краставици дај ми. Требаше да мислиш пред да го поканеш гостинот. Ајде, ма Зенеп, се колнам дека кога сакаш се можеш да направиш, зарем не те познавам. Не можам да барам повеќе дозвола. Јонека едве остана во фирмава. Навистина не можам. Ке те барам подоцна. Добро, ајде, се гледаме. Чао. Зенеп, кажи ми да не ти треба дозвола. Не, господина Керим, не ми треба дозвола. Заврши и излези, слободна си. Не, навистина не ми треба дозвола. Зенеп, нема да бидеш отпуштена сигурно, прво тоа тргни го од умот. Слушај, јас не сакам луѓе кои што често земаат дозвола, ама затоа кога ќе завршиш со работата, излези тогаш. Во ред? Ви благодарам многу. Еве, денес вака нека биде. Дај ми една марула. Таа. Те молам, кажи ми дека зема дозвола. Земав. Доаѓам. Добро, јас ќе видам дома, ќе се видиме. Во ред, ајде. Чао. Бато, колку чини ова? 10 лири. 10 лири. Ете, 10 лири. Во ред. Ајде, со среќа работата. Ви благодарам, довидување. И, што ќе биде сега? Како што ќе биде? Зарем посвојната керка не те обвинува тебе за смртта? Каква вина имам јас, бе? Сообраќајна несреќа е тоа. Така е заведено. Кога јас стигнав, еден автомобил помина со голема брзина. Многу не изнамачи, ама сепак беше напатена жена. Греота. Цело мало вели така. Ама беше вештерка. Ајде бе, па и ти. Сите знаеш што се истори на жената. Колку пати завршивте во станица? Во болница и така натаму, а? Јас сум сведок. Пушти ја сега ти, Ајше. Што стана со парите од тој богаташот? Момчето отишло во странство. Не требаше да го пуштиш. За врат ќе му се залепеше ако треба. Како и да е, готово е да се вратиме на работа. Ноќва ќе имаме патници, затоа биди подготвен. Поред, не грижи се ти. Само јас да отидам до дома и веднаш доаѓам. Сепак керка ми е. Да ја прашам да не и треба нешто. Хајде се гледаме. Леле, Ајше, како си отиде? Отиде ете жената млада. И ова девојче остана само, замисли, леле, жал ми е. Ти донесовме нешто, Керко. Ви благодарам, ама постојано носите и наутро и на вечер. Керко, сега во твојата куќа нема да се готви една недела, ние ќе носиме јадење. Бек, Керко, и нас прифати некако мајка, кога и да си во тесно слободно, Керко. Ви благодарам. Господ нека ве благослови. И тебе, Керко, не тагувај. Подоцна ќе ги пратиме децата да ги земат тенџерињата.